Почитувани гледачи, еве неповторно назад во студиото на МТМ телевизија. Наред е да ги најавам и моите први гости за денес. Чест ми е што до мене во студиото се господинот Миле Димовски, еден од собствениците на новоотворениот етно ресторан Късмет, заедно со господинот Ангеле Спасовски, кој што заедно го држат ресторанот, меѓутоа Ангеле денеска не е со нас, но затоа пак со нас во студиото е Мирослав Тодоровски, еден од куварите во ресторанот Късмет. Најпрво добар ден и добро ни дојдовте и Христос воскресе. Вистина воскресе. Така, во овој убав празничен ден ќе позборуваме нешто повеќе околу новоотворениот ресторан, ќе ни кажете од каде идејата и зошто се решивте да биде токму етно ресторан, а со вашиот кувар ќе позборуваме нешто повеќе околу јадењата кои што ќе ги предложиме на нашите гледачи да ги подготват во нивните домови после 49-дневниот пост кој што само што заврши. Господине Димовски, еве за почеток да им објасниме и на гледачите нешто повеќе околу ресторанот. Од кога постои етно ресторанот Късмет и од каде идејата за него? Најпрво во името на ресторанот Късмет, од мојот колега Ангеле Спасовски, од целиот персонал, да им го честитаме, да ги честитаме великденските празници и да им пожелиме се најубаво во новото лето. Господово така како што е, со нивни посети на нашиот ресторан. Нашиот ресторан постои многу кратко време, тоа е 15 дена од почетокот на неговата званична работа. Идејата за неговото формирање, односно за неговата градба, е автентичноста на просторот кој што ние го најдовме како простор, со склоп на нашите идеи, што тоа е чисто наша проекција, моја и на господинот Ангел Спасов. Во него преовладува исклучително камен и дрво, без некоја посебна софистицираност на материјали, нешто што е од новиот тренд. И јас само кратко ви кажал, секој што ќе дојде, ќе види презентацијата, ќе биде таква каква што е на лице место, тој не изгледа дека е стар ресторан. Изгледа дека е многу одамна, како што и градбата на самиот објект од 1938 година, работена во травертин од каменоломот во Волково, конфигуриран со цигла. И токму затоа е уникален и се разликува од сите други. Идејата да дојдеме да го направиме да биде етно ресторан, самата негова поставеност и самото интериерно уредување го издефинирува како ситуација на етно ресторан, а исклучително, и што е можда и најбитно во целиот момент, храната која што се подготвува е традиционално македонска храна. Така. Со мени кој што ние го направивме во консултација со одредени фактори што се меродавни за менито на македонската кујна. Нешто повеќе за целата работа, тука е нашиот кувар кој што ќе ни објасни Мирослав повеќе Тодоровски околу тоа. И ќе му го препуштам делот на. Така, еве само да напоменеме за нашите гледачи, веќе споменавме дека постои извесно краток период, меѓутоа за сите оние кои што се љубители на македонската традиционална куќа, да објасниме каде локацијски се наоѓа ресторанот Късмет. Ресторанот Късмет се наоѓа на улица 50 дивизија, бројот 25. Тоа е на излезот од државната болница во делот на Рамстор, значи во едносмерното уличе што оди према Галија. На 10 метри, со прекрасни патокази од дрво. Повелете, дојдете. Така, еве и до сите гледачи информација каде ќе можат да го најдат ресторанот Късмет и да ја пробаат вкусната храна која што ја подготвуваат. А нешто повеќе околу тоа ќе ни каже и Мирослав, еден од готвачите, куварите во ресторанот Късмет. Мирослав, денес имаме кај нас во студиото, еве моментално и камерата може да го забележи, еден специјалитет, тоа е специјалитетот на куќата Късмет, Късмет тава. Да ни објасниш нешто повеќе околу тоа и зошто им препорачуваме еве токму на нашите гледачи да го консумираат ова јадење по великденските празници. Вака се ова јадење е македонско и традиционално, како и во после постите малце мрсно. Така. Значи се става 4 вида месо ставаме,
свинско, телешко, пилешко, димено месо, ставаме шампиньони свежи, кромит, зеленчук, се од сезонски зеленчук што е сега, се става во тавата, од се до тоа се прави сосот, потоа до згора ставаме кашкавал, овчи, Така. и сето тоа се подпекува урелна. Така. И еве вака изгледа, значи кога ќе биде готово. Вака изгледа, сигурно Да. уште повкусно. Тоа кога ќе пробате ќе за кажете. тоа ќе да. кажеме ние нешто подоцна, а нашите гледачи ќе можат да го подготват во домашни услови Да. и да видат колку е вкусен еве вашиот специјалитет на куќата. Интересно ми е да ве прашам дали рецептот е ваш за ова јадење. Да. Мој рецептот. Па скоро 15 години е овој рецепт. Се спрема и на други места, али не е тој оригиналниот рецепт. Овој рецепт е лично мој. Така, вие колку години се занимавате со куварството? 20 години. Од каде љубовта кон куварството? Па така, само од себе си дошло да го сакам куварството, го работам од дете. Тоа и учев, ме влечеше тоа и Така, и еве сега го докажувате тоа на дело со овие прекрасни и подготвени јадења. Еве, освен овој специјалитет късметава, што друго им препорачувате на нашите гледачи да консумираат за време на овие великденски празници по долгодневните пости? И па сега сезона на јагнешко, Така, значи јагнешки повеќе работи, специјалитети, свинско исто, али умерено само. Дека се постеше, сега треба значи умерено. Од се помалку Да да не се проба, да. претеруваат. Да сите специјалитети може да си дојдат кај нас да пробаат во ресторанот. Имаме дроп сарма, кукурек, јатки, крезли, други македонски тави има, гравче, тавче има. Значи традиционалните јадења да дојдат да ги пробаат кај нас во Късмет. така, дали се разликува доста вашето мени од другите ресторани, еве да кажеме? Па се разликува сега. Сегашните ресторани се имаат некои модерни кујни. Така, Кај нас си е традиционалното, значи. Да се задржи традиционалното, не е да попримаме од другите. Тоа што си е наше македонско традиционално, да се продолжи да се негува, да пробаат луѓето. така, и сите сме љубители на македонската традиционална храна, така да сигурна сум дека многу од нашите гледачи ќе бидат заинтересирани да ги пробат овие вкусни јадења. А господине Димовски, интересно ми е да ве прашам и вас, зошто токму се одлучивте за името Късмет? Дали тоа значи нешто ко среќа? Ете, пријателувањето со мојот партнер е од детството Така, и во размислувањето кое име да го земеме. Да, ресторанот дојде спонтано и беше првиот спомнат збор кога одлучувавме за име. И немавме повеќе дилема дека Късмет ќе биде тоа што го кажавме. И па се надеваме дека Късметот е на наша страна, ќе работиме добро, сите граѓани што ќе не посетат ќе бидат задоволни пред се од квалитетот на храната, од услугата и од оно што ќе го видат кај нас. Од убавата музика во вечерните часови. така, каква музика нудите најчесто? Во зависност од моментот на посетеноста, нудиме класична македонска музика. Така, да се Народна, одвестува изворна. со македонското традиционално јадење. Знаете што, се мора да биде вкомпонирано во така, за да го задржиме баш и моментот на етно ресторан. Така, Се што ќе биде не во склопот, тогаш не го издржам. така, заинтересирани ли се веќе граѓаните? Го посетуваат За овие ресторанот? 15 дена колку што веќе работи ресторанот, граѓаните со благодарение на вашата телевизиска куќа веќе и Слушна и маркетинг разбра, ситуациите така. што се појавуваат околу нас, веќе граѓаните го знаат, се јавуваат, закажуваат. Сега е тренд на аматорски вечери. Така да Имате полни раце веќе работа. имаме доволно посетеност во моментиве, бараме уште, за да Секако. можеме да презентираме уште повеќе.
Секако. Мирослав, да те прашам и тебе нешто повеќе околу јадењата, пошто тоа е нешто што е најактуелно овие денови по великденските празници. Без што еве не може да помине една великденска трпеза, без кои македонски традиционални јадења? Збориме за она мрсната трпеза во недела и од понеделник што се почитува. Значи треба да има за Великден сега јагнешко печење обавезно. Јагнешко печење да има, дроп сарма може да има мрсна сарма обична од зелка. И тоа, секој по желба. Не знам што друго, секој си има свое печење свинско, јагнешко, кој што си јаде си спрема за Великден. Така, што мислите, кој е најпознатото македонско традиционално јадење? Еве од странците што доаѓаат, можеби ја посетуваат Македонија, што најчесто барале? Ви имате веќе 20 годишно искуство како кувар. Па највеќе бараат тавче гравче. Не бараат месо. Така. Да. Освен тавче гравче? Па што друго бараат? Так готвени јадења повеќе бараат. Како турли тава нешто, така. Мусака, такви јадења. Зашто таму нема тоа. Така, токму затоа прашав и за странците кои што доаѓаат, се враќаат овде во Македонија или се иселени. Повеќе такви работи што се готвени, домашни јадења. Така. Господине Димовски, еве еден апел да упатиме до сите граѓани. Веќе доволно им објаснивме какво мени нуди вашиот ресторан, зошто да го посетат. Еден апел да упатиме уште еднаш до сите гледачи, зошто да дојдат да го посетат вашиот ресторан и да уживаат во прекрасната музика и вкусната храна. Уште еднаш ќе им ги честитам великденските празници, им посакам убаво господово лето, да повелат кај нас и да се уверат во се она што денеска го презентиравме на лице место. Така. Сигурна сум дека ќе имате зголемена посетеност и после денешното издание на нашата емисија Колосек. Се надевам дека ќе бидете и понатаму наши редовни гости, па ќе можеме да споделуваме вакви интересни рецепти и да споделуваме околу тоа како се развива вашиот ресторан, како напреднува. Уште едно прашање сакам да ја прашам пред да го завршиме нашиот денешен разговор. Дали сметате, еве спомена и Мирослав пред малку, дека повеќе има странски ресторани, односно ресторани во кои што се служи странско мени, пример италијанска кујна или мексиканска кујна, како и да, дали мислите дека треба да има повеќе етно ресторани во Македонија? Апелот на владата, македонска храна, македонски производи. Така. А нашиот апел е македонска кујна. Посетата на странците кај нас, во еден народен жаргон ќе кажам, па нив им е преку глава дојден од мексиканска храна, од Макдоналдс и од одредени ситуации. Така. Меѓутоа не им е дојдено сигурно од една прекрасна дроп сарма, од едно тавче гравче со прилог што ќе побараат, од едно макало, од еден пинџур во две верзии лут или благ и се она што го нуди македонската кујна во традиција. Значи, јас мислам дека треба да се зголеми бројот на етно рестораните. Верувам дека Министерството за култура ќе излезе во пресрет на сите останати луѓе што сакаат стопанственици да финансираат во тој дел, да направат нешто што ќе биде неминовност во посета на одредена групација на луѓе странци од било кој дел на посета на нашата република, не само во Скопје, него и сите останати. Затоа што постоењето на етнорестораните досега беше карактеристика на провинцијските делови од државата надвор, како етно села, како ресторани од некој. Меѓутоа, во делот на градот Скопје недостасуваше еден таков етно ресторан. Ние го имаме. Така. Нека повелат. Сега има, може граѓаните слободно да дојдат и да уживаат, како што напомена, во вашите вкусни јадења. Токму тоа е едно од нештата кои што им фалеше на Скопје, а сега го има достапно до сите граѓани и сите наши гледачи кои што моментално ја следат нашата емисија. Господине Димовски и господине Тодоровски, јас ќе ви заблагодарам за вашето гостување, ќе ви посакам многу успех понатаму на професионален план и многу напредок со ресторанот Късмет, па се надевам дека еве повторно ќе имаме едно вакво прекрасно гостување. Уште еднаш од името на колективот на ресторанот Късмет,
од името на мојот партнер, ви благодариме за поканата, за исклучителната професионална соработка. Се надевам дека ќе видиме почести гости кај вас, а секако со вашата презентација на нашиот ресторан, дека голем дел од граѓаните ќе ни бидат посетители. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, до вас уште едно потсетување да си го зготвите овој прекрасен специјалитет късмет тава и во вашите домови и да уживате во овие великденски празници. Останете со нас, во продолжение следуваат реклами, а потоа се враќаме со уште интересни информации.